Од денеса најдосна утре стигнува опасен топлински бран за кој метеоролозите најавуваат дека ќе биде присутен неколку дена. За справувањето со овие топли денови потребно е избегнување и изложување на високи температури, посебно во попладневните часови, каде што имаме екстремно високи температури. Потребно е внесување на поголем внес на течности заради заштита од дехидратација, како и избегнување на тешка физичка активност доколку е неопходно. Тогаш потребно е носење на заштитна опрема, носење на течности со себе, за да се справат со тоа. Сепак секој се заштитува на свој начин. По сенка, повише водичка, течности така, да не се изложуваме на сонце. Капа. Па не излегувам надвор. Најизложени на големиот ризик се работниците кои спроведуваат активности на отворено. Од 1 јули оваа година, работниците во градежните екипи на јавното предпријатие Стипион работат со сменето работно време, односно од 6 часот сабајле до 14 часот. И оние работници на јавното предпријатие Стипион кои што работат на отворено, односно за паркиралиштата, исто така работат со сменето работно време. Некаде првата смена работи до 12 часот, а втората смена почнува од 17 часот. За дополнителна заштита на работните места апелираат и од синдикатот. Поради високите температури стоиме позади мерките кои се напоменати од страна на Министерството за труд и социјална политика. Особено ни е важно работниците да работат во климатизирани простории на поволна температура, како и најранливите групи население, како што се бремените жени и хронично болни лица, да бидат ослободени од работа. Работодавците се спремни да одговорат на овие барања. Па најголемиот број на работници во преработувачка индустрија на која најмногу се мисли, нели, работат во климатизирани простори. Тоа е согласно Закон за безбедност и здравје при работа, кои се контролира и се носат од инспекција органи. Се однесува до препораката на владата за ослободување од работа на бремените жени и хронично болни, тоа секоја компанија по барање на работникот постапува, бидејќи работникот мора да донесе за тоа документ, доказ дека е така. Високите температури носат и висок ризик на што предупредуваат и пожарникарите. Високите температури кои следуваат во овој период, апелираме да не се пали оган во шуми, да не се пали оган на отворени места, да не се пали оган на необезбедени места, исто така да се избегнува палење на отпад и други лесно запаливи материи. Еден апел и до земјоделците да не ги палат своите стрништа. Освен за луѓето, еднакво ризично и за животните. Така, значи како прво теренот на кој што се наоѓа зоолошката градина, односно местоположбата е меѓу вегетација и дрвја кои што придонесуваат да има константна сенка над живеелиштето, со што имаме пониски температури за разлика од другите места. Понатаму редовно вработените ја менуваат волата за пиење на животните и исто така живеелиштата каде што има потреба подовите се напраскуваат со вода за да има поголема влажност за животните. До сега, иако температурите беа релативно високи, бројот на пациенти во регионот не е драстично зголемен.